Ќе отвориме во Лука 14 глава, 13 да ја завршивме некако се бајлево. И ќе читам од почеток, иако нашата тема ќе се бави со стиховите од 15 до 24, но ќе читам од почеток за да увидиме некои работи овде. Кога еднаш во саботен ден влезе во куќата на некој фарисејски старешина, значи Исус бил поканет на ручек после сабота, после службата веројатно, во фамилијата на еден фарисејски старешина, значи во куќата негова, за да јаде леп, тие го наблюдуваа него. Ова наблюдување не се мисли онака, туку, знаете, денес спомнавме, фарисеите чекале само да му постават стапици, да го фатат на збор и така натаму, да го обвинат за било што. И ете, пред него беше еден човек кој страдаше од водена болест. И ова, веројатно, било дел од сценариото на оваа местенка. Намерно внеле овде болен човек, со отечени раце, нозе, знаете, она водата кога не се исфрла, од организмот, и Исус проговори им рече на закониците и фарисеите: дозволено ли е да се лекува во сабота или не? Тие молчаа. И го допре, го изличи и го отпушти. И потоа им се обрека повторно и им вели уште едно прашање, на кое што повторно ќе немаат одговор. Кој од вас, кога ќе му падне синот или волот во кладенецот, не ќе го извади веднаш во сабота? И не можеа ништо да му одговорат на тоа. Повторно тоа нивно лицемерие доаѓа до израз. Значи, да, ова второ ќе го направеле, значи ако станува збор за вол или за било што, за да го извадат, да го спасат од давење, а овој човек кој што се давел во своите собствени течности, он не може да се лечи така, нали, често пати го увидувале за лекување во сабот. Меѓутоа, гледате едно доктринално прашање, едно практично прашање, тие немале одговор на ова. И сега продолжува действието понатаму, се уште се случува во тој дом. Исус сега им се обрека на гостите и им кажува парабола. Кога ќе те повика некој на свадба, не седнувај на прво место, за да не повика случайно некој кој што е поугледен од тебе, и за да не ти рече тој кога ќе дојде, оној кој те повикал тебе и него, отстрани му го местото на овој. И тогаш ќе треба засрамен да го заземеш последното место. Но кога ќе те повикаат, оди и седни на последното место, за да ти рече, кога ќе дојде оној кој те повикал, пријателе, премести се погоре. Тогаш ќе имаш чест пред сите кои се со тебе покрај трпезата. Зашто секој кој што се возвишува ќе биде понизен, а кој што се понизува ќе биде возвишен. Една лекција до гостите овде за понизноста. Зашто тоа не е темата, одиме понатаму. Сега му се обрека на домакинот, значи на оној фарисејски старешина. Во 12 стих му рече на оној кој што го повика: кога даваш ручек или вечера, не повикувај ги своите пријатели, ни твоите браќа, ни своите роднини, ниту богатите соседи, за да не те повикаат и тие и да ти биде вратено на тој начин. Туку, кога даваш гозба, повикај ги бедните, сакатите, хромите и слепите. И ќе бидеш блажен, зашто немаат со што да ти вратат. Ќе ти биде вратено при воскресението на праведниците. Сега видите, Исус ги адресира овде сите буквално присутни. Прво, околу исцелението, тоа веќе малку го скоментирав. Потоа на гостите им се обрека, а тоа се пак фарисеи пред се, и им кажува поука за понизност на фарисеите, кои што секоја што уживале да седнуваат на првите места, на углените места. Потоа му се обрека и на домакинот, и каква поука му кажува? Повикај ги. Кого да повика? Оние кои што фарисеите ги сметале за
удрени од Бога, да не кажем. Значи, најголемите грешници според нив, хромите, сакатите и така натаму и така натаму. Они од кои што тие бегале, како ѓаволот крст. Значи, буквално овде во овој дом никој не е останал, не е засегнат. Всушност, сите биле на некој начин навредени од Исуса. И сега во една таква атмосфера, замислите си, значи, собрани тука кој знае колку, и сите може би шкртаат со забите ово, не им се допаѓа едноставно Исус и тие онака не го сакале. Се јавува некој во 15 стих од нив и сака да го сврти муабетот, затоа што не им одговара. И видите што вели, знаете како што обично тие се удирале во гради и ако требало некој да биде спасен, тоа биле тие. И вели во 15 стих некој, вели кога го чу тоа, еден од гостите му рече на Исуса, блажен е оној кој ќе јаде лев во Божјето царство. Остај ти сега, ти практични работи. Ние сме и онака во Божјето царство. Блажени се тие кои што ќе се најдат таму на таа гозба и ќе јадат леп. И тој е повод да Исус сега им каже една парабола друга, затоа што ова е една страшна заблуда. Фарисеите биле во страшна заблуда, самоправеност која што според мене е едно големо зло и денес во црквата. Да мислиш дека си за некаде, каде што воопшто не си, за Божјето царство. Ништо во животот не укажува на тоа, во твојот живот, а ти сметаш дека ти си спасен веќе. И еве каква парабола им кажува, од 16 стих. Тој му рече, еден човек приготви голема вечера и повика мнозина. А кога беше време за вечера, го испрати својот слуга да им рече на повиканите, дојдете, зашто веќе се е готово. Се е спремно и сите како договорени. Значи, упатена е покана. Поканетите на ова вечера, каква и да била, точно знаат. Знаете кога ќе ве поканат на нека свадба или било што, точно знаете кога ќе се случува настанот, во колку часот и така натаму и ќе се подготвите и ќе отидете. Но што гледаме овде? Од 18 стих. И сите како договорени. Што прават? Почна да се извинуваат и да се изговараат. И првиот рече, видите какви изговори сега. Барем да беа некои изговори. Првиот рече, купив нива и треба да отидам да ја видам. А ти на невидено ја купи нивата? Како тоа купи нива и сега ќе одиш да ја гледаш? Сте купиле вие некојаш нешто онака на слепо? Мислам, може некој да ве заблуди, да ве измаме и така натаму. На трговците малте не тоа име цел. Вие денеска имате по Фейсбуци, значи, не знам, изгуглајте нешто, како јас на времето оние таблети што ги пиев со глукозамин, значи за коленото, за коските и така натаму, и некоја маст, и потоа ви излегуваат оваква маст, онаква маст, бабина, дедина, не знам каква, најдобра, чудо прави и така натаму и така натаму. Значи, меѓуто не зборам за тоа, што и да е, вие треба први да го видите. Ајде, тоа може би не може да знаете како ќе делува. Меѓутоа нива сте купиле и сега ќе одите да ја видите. Те молам, извини ме, значи, извини ме. Се извинува, значи, учтиво, одам да ја видам нивата што ја купив. Другиот му рече, и ова исто сличен изговор, купив 5 двојки волови, значи, некој баги богат, значи, ова е големо богатство, 5, што вели Тасески во книгата Христови параболи, дзевгари, така ги вика на времето, да, дзевгари. 5 дзевгари на волови.
Значи 10 вола. Тоа ти е, не знам, на времето, мислам, со тоа можело куќа да се купи, не знам. Значи тоа било големо богатство на времето. Како не знам сега да купите некој така, некој појак трактор или не знам што, пошто нели најчесто ги користеле за орање и така натаму за такви земјоделски работи. Купив 5 двојки волови и одам да ги пробам. Те молам, извини ме. Колку има смисла и овој изговор. Значи, сте купиле автомобил и сега ќе одите по смрт болест, нели што викаме, да го пробате. Какво непочитување кон Господарот, замислите. И ајде, овие првите два изговора се однесуваат на некои материјални нешта, а третиот не се не извинел, немал потреба, веројатно, да се извинува. Што вели третиот? Третиот рече, 20 стих, се оженив, затоа не можам да дојдам. Па, може да предпоставиме веројатно дека па и жената била поканета на таа вечер и гозба. Зошто не? Се оженив, па затоа не може да дојдам. И не се не извинува ни ништо. Значи, еве, третиот се изговара со некои семејни работи. Да речеме дека, знаете, во тоа време ќе се оженеле, па воен рок, не знам што, па цела година, па не се видел со жената, па ајде сега, не можам сега ја на вечера да доаѓам, сакам со жена ми да се видам. Меѓутоа, сето тоа се многу плитки, никакви изговори. Навистина, со ова покажале големо непочитување кон Господарот. И ова, третиот изговор, тук, мислам, можеме да коментираме многу што околу сите овие изговори. Во наше денешно време, се сеќавам еднаш имав една таква прилика да го видам тоа со своји очи, додека нудевме книги на саем на книга, таму тоа беше многу одамна, во сајмиштето кој што, нели, каде што е сега овој трговскиот, Истгейт, и приоѓа мажот, жената некој не се интересирана и се интересира за книгите и ова го влече за рака буквално, не знам што. Значи, многу случаеви има, ќе има за жал, каде што мажот ќе рече не е време сега за Евангелијето, затоа што мојата жена не е заинтересирана, или не знам, заради децата, или заради што и да е. Ништо поважно не треба да биде од вистината, но ете, тоа се тие семени работи или еве материјалните нешта со кои што денес сме многу запоседнати од сите страни и се може да биде изговор за да појдеме на таа вечера. Меѓутоа, страшни се овие изговори кои читаме, никакви изговори едноставно, со никаква причина, некоја подлабока причина. И што се случува 21 стих, зошто Господарот се разгневил токму поради тоа. И слугата вели, дојде и му го кажа тоа на својот господар. Тогаш домакинот се разгневи и му рече на својот слуга, излези бргу на раскрсниците и градските улици и доведи ги ваму бедните, сакатите, слепите и хромите. Оние кои што ќе го почитуваат овој гест, со задоволство ќе дојдат на една ваква гозба. Иако не спремни, иако не поканети. И ова се однесува се уште на, како што вели овде, на градските улици, градот, или во преносна смисла се однесува се уште на Израел, но потоа одат стиховите 22 и 23 стих и се вели, и слугата му рече, Господаре, направено е како што заповеда, но уште има место. И покрај бедните, покрај сакатите, слепите и хромите. И во 23 стих вели, Господарот му рече на слугата, излези по патиштата и по оградите и натерај ги да дојдат, за да се наполни мојот дом. И ова е сега надвор од Израел. Народите, сите оние, кои што треба да слушнат, да го слушнат Евангелието, спасението е за сите.
И оние што биле поканети, всушност Исус со тоа алудира токму на фарисеите, на онаа група на фарисеи во оној дом, каде што ја кажува и оваа парабола, каде што бил поканет. Оние кои што биле сигурни во спасението, сигурни дека се блажени, благословени токму тие дека ќе седнат во Божето царство и ќе јадат леп таму и ќе се гостеваат. Значи, преку оваа гозба, всушност, Исус му кажува на Божето царство и повиците до луѓето за да земат учество на таа гозба во Божето царство, меѓутоа како што гледаме овде, поканетите не доаѓаат. И затоа повикот е упатен до останатите, бедните, сакатите, слепите и хромите, и вели, значи 23 стих, и излези по патиштата и по оградите и натера ги да дојдат за да се наполни мојот дом. Да не ве буни ова натера ги, значи не е со сила, туку веројатно затоа што таквите се чувствувале недостојни за таква една гозба. Не се ни поканети, не поканет сега да одиш некаде. Меѓутоа затоа што поканетите не отишле, се отворило место за останатите и вели, оди по патиштата, по оградите и натера ги да дојдат за да се наполни мојот дом. Нашиот Господ, Господарот, домакинот овде, е полн со милост и тој сака да го наполни својот дом, своето царство, сите тие станови што ги подготвува, зашто е можно повеќе луѓе за да спаси повеќе од нив. И што вели 24 стих? Зошто ви велам, ниеден од повиканите, повторно им се обраќа на фарисеите, нема да вкуси од мојата вечера. Вие можете се надевате. Меѓутоа, кога тоа не се гледа во вашиот живот, дека сте го прифатиле Евангелието и живеете според секој збор што доаѓа од Божјата уста, тоа џабе е надевањето, џабе е надежта. Иако сте повикани. Мнозина се повикани, меѓутоа како беше малцина избрани. Исус и нам денес ни се обраќа и со целата оваа парабола, кај што мораме да сватиме дека прво и првенствено и најважно треба да ни биде Божјето царство. И како што вели во Матеј 6:33, затоа што еве гледаме тука материјални работи, значи изговори еден куп денес. Ама треба ова да направам, треба она да направам. Но Исус вели, најнапред барете го Божјето царство и неговата правда. А тоа другото, не се секирате за тоа. Тоа ќе ви се додаде. За тоа мислам јас. И нема што да се секирате вие. Страшни се овие зборови, вели, ниеден од повиканите нема да вкуси од мојата вечера. Прашањето што е упатено до нас вечерва е, кој од нас ќе вкуси од таа вечера? А Господ сака сите да бидеме дел од таа вечера. Ако ми е прв и последен и најважен Бог, неговата вистина, Божјето царство, тогаш ќе се отповикаме. И нема ништо што би можело да не спречи и да се изговараме. Видите, ние можеме имаме некои многу по-издржани изговори, меѓутоа џабе е сето тоа, ако не се налути домакинот, тогаш ќе биде тажен, затоа што не сме одговориле на тие повици. Може би да се надеваме, може би имаме желба и сите имаме желба, верувам дека ќе се најдеме во Божјото царство и ќе вкусиме од лебот и од сето оно што е подготвено таму, од домакинот, меѓутоа мора да бидеме сигурни во тоа. Затоа, кој знае по кој пат и овие стихови не повикуваат на тоа да го ставиме сето оно што е, што значат можеби семејни односи и врски, кои што исто така може да бидат пречка за да се најдеме меѓу спасените, да го оставиме сето оно што е материјално, сето оно што може да не одвлече со мислите во друг правец и да ни биде прво и најважно спасението. Затоа што живееме во време во кое што
вие самите ќе се сетите, знаете дека 90-тите години црквите се полнеа. Меѓутоа сега тоа не е случај. Имам многу причини за тоа, веројатно, меѓутоа според мене и тоа, една од големите причини е материализмот. Тежок материализам денеска владе. Знаете, тогаш се сруши еден цел систем, социализмот, пропадна надежите на многу луѓе и се свртеа делумно некои од нив и кон нови идеали, нови надежи и кон црквата, и кон Бога. Па дојдоа многу луѓе, меѓутоа сега не е тоа случај. Зошто? Затоа што сега капитализмот навлезе во ова наше општество, таков како што е, каде што газди станаа преку ноќ, мнозина, и таков тежок материализм. Делумно, не велам не, затоа што системот во ова наша држава е таков, ништо не функционира како што треба. Делумно, многу голем процент од младите, како што велиме, како што сите сме сведоци за тоа, бегаат и одат на запад, за да преживеат на некој начин. Меѓутоа, голем дел од тоа е и заради материализмот. Да не дозволиме да не одвлече што и да е, затоа што ние не го знаеме денот и часот, но меѓутоа ние знаеме дека е близу терминот кога Господ ќе ни дојде, близу е терминот за таа вечера, за таа свадба, како сакате. Ние сме повикани, ние сме поканети, штета ќе биде да извисиме навистина заради некоја година поубав живот тука или било што, а со тоа да се одвратиме од вечните вредности. Нека Господ ни помогне да не бидеме како фарисеите. Видите колку често пати низ Библијата се едноставно во негативен контекст земени, затоа што биле тоа што биле. Денеска зборувавме. Место да ја прифатат вистината, тие гледале како да ја убијат вистината. А се надевале при тоа дека тие се меѓу спасените. Не оди тоа така. Без да се прифати Христос, не може да се прифати ни вистината, а без да се прифати таа, нема ништо да ни биде јасно, сите мерила, секи не биде измечено во животот и ќе бидеме затвореници во нашите умови, затвореници на било што, било какви идеи и идеали, но само вистината ако се запознае и прифати, тогаш ќе бидеме ослободени од сето тоа и ќе знаеме кон што целиме, а наша главна цел и приоритет треба да биде Божјето царство и спасението. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.